Добиваш ли некакви си погледи од... Добивам, ми кажуваат дека сум шармантна. Убаво. Добивам, обично, да. кога жена не се фарба, обично Да. велат нели дека е запуштена, за жал таа квалификација се користи, но супер. Знаете како, ако се францускиње запуштена или италијанке, од каде што потекнува тоа, онда не, мислим дека посебна нота има некоја магија, моќ, кога жената е максимално природна и комплетно е растеретена. Дали жена во политика е инцидент, дали е сила или е закана? Жена во политика е упорност. Сакам да се знае што е жена, што е маж, нели? Едноставно во домот, во семејството мора да биде тоа јасно, разграничено и во ред. Сакам кога Мики ќе измие садови некогаш, нели, кога ќе ми помогне кога чистам нешто или средувам, но сепак тоа се мои обврски. Толкав маж да падне на 37. Не му е дозволено да падне, не можам да го носам. Значи тоа се јасно поставени граници. Колку мислите дека денешниве жени знаат да се облечат во книга или колку внимаваат на тоа што имаат во главата, а не само на телото? Деликатна тема. Спектакуларно ли е твоето појавување на говорница? Го доживуваат како спектакл или го доживуваат како а сега пак нешто ќе хиперболизира? Некогаш приметувам дека дури колегите од другата страна знаат да климаат со главата, така да тоа малце ми Кажи колку ти се полни душата. Да, знаете како добро, малце за промена, макар искриена, да речам, промена. Жената својата моќ ја има и кога ќе го закопча копчето и кога ќе го откопча копчето. Сега, која моќ е поголема, размислувајте на тоа. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарчев винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Денешната тема е поставување граници. Многу е важно, затоа што се чини дека во денешно време секој може да те праша што сака, секој може да ти даде коментар или совет и на крајот секој може да ти пресуди. Темата ќе ја обработиме со 4 жени, затоа што многу повеќе на жените им се замерува кога тие ќе одлучат да постават граници. Па затоа ќе прашам, дали жена кога ќе каже не, ја доживуваме како безобразна или всушност тоа е повлекување на линија после која жената заслужува почит. Еве ги моите гостинки. Таа беше најпопуларната, најекспонираната и најатрактивната пеачка во златното време на македонската музика во 2000-тите. Нејзината појава и ден денес предизвикува восхит, а нејзината борба почит, благодарение на нејзиниот глас. Ја имаме насловната песна на нашата емисија – Ребека. Па добре ми дојде! После колку време? 5 години е емисијава, а нешто конкретно е 25. Повели седни да разговарам. Значи, задоволството преголемо, посебно затоа што ти реков да ја немавме нешто убаво како песна, можеби нешто конкретно немаше да биде тоа што е денеска. Ти благодарам многу прво за гласот, за песната. Многу ми е вака чудно, ама во секој случај мислам дека секој беше убаво и без тоа, но јас имам голема чест што ете баш таа тема ја одбра да биде шпица, да биде некоја тема која што ќе биде носител на целиот овој проект твој, кој што ти прекрасно го носиш овие неколку години и баш ми е драго што дојдов. Навистина долго време се договаравме, но ете сега требало да дојдам. Многу ми е жал што не сум толку да кажам гостин во јавност во вакви поопуштени емисии каде што ќе разговараме нешто друго, нели мимо проблемите на лицата со попреченост и ретки болести. Така колку време те нема на сцената? Искрено веќе 12 години. 12 години сосема повлечена. Да. Беше таа твоја одлука или беше приморана да ја донесеш? Бев приморана, никогаш не било тоа моја одлука. Мојата првична професија
пред да станам нели нешто што се вели борец за правата на лицата со попреченост. Никогаш не сум ја донела јас, да кажеме, со моја слободна волја. Сето тоа било нели низа на околности и неможност да се бавам со мојата професија поради недостатоци на нашиот систем. Меѓутоа, кога одлучи да ставиш некако граница, да речеме, затоа што ќе зборуваме за граници, не се правдаше пред јавноста и не одлучи дека ќе излезеш јавно и ќе кажеш ја од сега не се појавувам, престанувам со мојата кариера. Тоа беше намерно затоа што сметаш дека твојата борба треба да си ја зачуваш за себе или? Вака приватно, лично имав многу прашања. И се уште ги имам. Зошто те нема? Кај си? Ајде да испееш нешто. И сега нели немам толку време да објаснам секому поединечно, но во секој случај обично кажувам дека имам поголема мисија, дека имам поважна работа сега отколку тоа да пеам и дека им требам на семејствата и лицата со попреченост, дека сметам дека можам да направам многу повеќе таму отколку нели во мојата примерна професија, односно да пеам, а од друга страна и немам време, затоа што времето е многу малку за мене, претежно е за моите деца и за она што го правам нели со здруженијата. Ти пее ли душата? Многу. Дома нонстоп пеам, си имам микрофон. Лани сопругот ми ќе ми купи нов микрофон за роден ден, со деца ми го донесоа. Да ме кајде мамо да пееш. Децата сакаат да пеам многу, се уште сакаат да направам нова песна. Постојано ми зборуваат. Но ќе видиме. Сега сум малку послободна, Маркијан порасна. И ќе видиме како ќе одат работите. Научив да не ги правам плановите долгорочни, само нели за тоа што е утре, па ќе видиме како ќе оди. Но во секој случај желбата е тука, сакам да пеам многу уште и млада си да пееш. Се уште животот да го научив Маркијан многу песни, така да, па сигурно не знам ако да не претерам, 60 на песни веќе ги знае наизуст, зашто постојано слушаме музика, пееме дома. И така. Значи, бидејќи песната ни е нешто убаво, што е убавото што ти се случува периодот? Кажи ни нешто убаво. Да, вака, значи убавото е тоа што јас сум благодарна за секој ден. Значи, толку сум среќна што сум си тука, без разлика на сите проблеми. Секој ден ми е буквално така како што е и во песната. Ако порано беше нели и во песната тој нели плакат, односно хамер што го држам нели и што ми стоеше дома во мојата детска соба кога бев мала, јас можам, јас сакам, јас знам, мотивот кој што го земавме нели за да го направиме видеозаписот. Сега имам јас верувам, јас можам, јас сакам, јас знам, значи верувам го додадов, така да никогаш не ме напуштила вербата во било што кога правам, ниту надешта. И едноставно го живеам секој ден со многу радост, со многу елан и едноставно црпам енергија од семејството и од Бога. Така да среќна сум што сум тука со тебе и што ете го имам и овој ден. Така. Убав ден. Одлично. Да продолжиме понатаму со убави работи, значи да ги викнеме и нашите други 3 гостинки кои се исто така и убави и прекрасни дами со кои што ќе продолжиме да зборуваме на темата поставување граници. Еве ги, јавноста ја знае и како бизнис жена, а многу повеќе јавноста ја запозна како писателка која со своите кратки и јасни реченици во Не пипај интимно е отвори и раздрама многу морални тези. Јасна Петков, таа е родена во Русија. Иако многу долго е на македонската сцена, многу јасно има поставена граница меѓу приватното и професионалното. И останува се уште интригантна, но исто толку и мистериозна, а како ја успева тоа, сега ќе ни каже Викторија Лоба. И сега, таа е жена политичар. Пратеничка е во собранието, беше кандидат за градоначалник на Струга. Некој рече дека таа е пали и гаси. Јована Мојсовска. Епа, драги дами, добре ми дошле. Викторија, Јована, Јасна, добре ми дошле. Добро те најдовме, благодариме на поканата, само од мене лично благодарам многу, задоволство ми е за прв пат во твојата емисија. И очекувам баш пријатен муавет. Така, ќе останеш мистериозна до крај или? Не знам, јас така имав многу бава најава, не знам, јас не се доживам како мистериозна, но ти благодарам на твоето мислење. Така. Благодарности од мене, бидејќи јас
не се сметам за јавна личност и многу ретко прифаќам да влагам во емисии, ама овде ми беше честа, поготово со овие прекрасни дами. Ќе разговараме отворено? Комплетно? Отворено, да, така. скроз. Значи, јас ќе гледам да ги почитувам вашите граници. Ако нешто предам, вие кажете ми, Снежа, чекај. Не иде тоа така, но со тебе веднаш кога ќе те видат гледачите, веројатно ќе ја забележат твојата коса. Сега, непристојно ли е прашањето да те прашам зошто не се фарбаш? Дали е тоа некаква граница на општеството кај што ти кажуваш дека ја одлучувам така да изгледам, не можете да ми поставувате вие стандарди? Вака, значи, присталица сам за комплетна природност, така ми е кодот во мене. И така убаво се чувствувам. Ја не лакирам ногти, не се фарбам, не одам на фризер. Сега мораше. Сега морав, да. Ме натера, да. Меѓутоа, така се чувствувам убаво, заиста. И многу ми е драго што денеска сите жени тука што сме, јас приметувам дека сите сме максимално природни, без тие некои додатоци. Таков ми е кодот. Дај да видам челото, да видим ако се случува, значи тие сме. Да, сериозно, така ми е преубаво. Така се чувствувам. Да. Добиваш ли некакви си погледи од... Добивам, ми кажуваат дека сум шармантна. Убаво. Добивам, обично, кога жена не се фарба, обично велат нели дека е запуштена, за жал таа квалификација се користи, но супер. Знаете како, ако се францускиње запуштена или италијанке, од каде што потекнува тоа, онда не. Мислим дека посебна нота има некоја магија, моќ, кога жената е максимално природна и комплетно е растеретена. Така. Ке продолжиме одлично. Одлична теза постави. Таму во политиката. Дали жена во политика е инцидент? Дали е сила или е закана? Жена во политика е упорност. Добро. Јас често викам, иако рековме дека нема да зборуваме за политика. Не зборуваме, само прашав, еве жена која ќе дојде во политика. Да. Не, генерално мислам дека во било кое поле жените кои се присутни во јавноста, значи не само во политика, во себе носат сила за двајца, затоа што сметам дека ние уште се бориме со некои можеби стереотипи во општеството, уште се бориме со домашните обврски. И јас чисто викам дека можеби тој наш женски инстинкт не принудува да бидеме помеки и многу поемотивно да ги сваќаме коментарите. Кој беше хормонот? Естроген. Тоа мислам има зафркнато. Да. И ние многу поемотивно доживуваме некои критики, навреди итн. За разлика добро, од не мажите. можеме тоа да го кажеме за тебе, затоа што и те како знаеш да вратиш, а Бога ми, како што рече лидерот на твојата партија, рече дека си пали гаси. Тоа е дека работам само со мажи, валјда не имам попримерено. Така, имаш ти многу важна задача, така да гледај да го изодиш патот и тоа на високи штикли. Не ми се спуштајте како мажите на тоа. Како се викаат оние сега што ги носат, не се балетанки? Знаете дека има анекдота дека штиклите биле прва машка мода? Била? Да, меѓу другото. Да, јас Вистина, прво мажите носеле, кралевите, па и Наполеон, затоа што нели бил низок, па носел штикли за да биде висок, носеле и фустани, односно да не речам Марлон Брандо потоа. Сите, ете така, точно е. Значи Ги победивме, ги презедовме. Значи сме им ги преземале штиклите? Само работите што ни одговараат да ги преземеме, ве молам, не мораме се. Ако може. Добро. Сега ја имаме тука Јасна, која што ја има напишано книгата Не пипа интимно е и некако се согласува со нашава денешна тема, значи поставување на граници, а во една од мислите кои што ги има напишано вели кога жената настапува тоа е спектакл. Сега се мисли тоа од типот дека жената која ќе излезе, ние некако секогаш сакаме нешто да преувеличувам и да драмиме, или мислите дека на вистина жената која ќе се појави со став и со појава се очекува дека таа ќе биде спектакуларна. Беки, што мислиш? Во која смисла е кажана, а Јасна на крајот ќе ни одговори? Јас не можам да се согласам комплетно, но во зависност во која ситуација се наоѓа жената и зависи дали треба, не знам, да направи некое влијание, да биде спектакл.
но жената може да биде и неприметна, нежна, скриена, да не се забележува и тоа е окей. Ама и пак да биде спектакуларно. И Дури тоа, е и нежно. дури и тоа е спектакл, да. Јасна, незината книга, еве кога сме кај книгата Не пипе интимно, долго време ми стоеше така баш на полица, прва. Затоа што прво јас на ми морам да кажам, пријателка. Да, вие сте пријателки, Да. сакам да открием попосле, ама добро еве. И- Да, пријателки сте колку години? Па, 26, од 26 кога сум дојдена сте тук. пријателки. да, одамна сме пријателки. И она знае, мислам да направи спектакл секогаш со своите убави зборови, со гестови како другар. Така да ако спектакл го доживуваме како нешто и најобично, а што ќе остави впечаток таму каде што ќе бидеме, тогаш зошто да не се согласувам со јас. Така. Што мислиш, значи она кажаната? Мислам дека авторот зборува лично за себе си во Така? книгата, а јасно само по себе спектакл кога ќе се појави, значи тоа не природно се случува. Меѓутоа вака за воопшто за жените, секако дека ако ја намерата, мислам дека ако ја намерата на жената да предизвика спектакл, го може тоа дефинитивно. Да. Ние имаме таа моќ, секако. Добро, спектакуларно ли е твоето појавување на говорница? Го доживуваат како спектакл или го доживуваат како еве, а сега пак нешто ќе хиперболизира? Знаете, некогаш приметувам дека дури и колегите од другата страна знаат да климаат со главата, така да тоа малце ми Кажи колку ти се шармантно. полни душата. Да, знаете како добро, малце за промена, макар и скриена, да речам, промена, али не знам, јас се водам кога морам само малце чисто кога почнав да бидам политички активна, нешто како студенти, пленуми. Извини, дали е непријатно ако прашам колку години имаш и колку Не. време се занимаваш со политика? Имам 33 години. Добро. Ама, например, јас сум таа генерација која беше студентскиот пленум, таа ема генерација, па нормално имаше тоаш некој набој интересен, младелачки. И тука и всушност тука се повлеков и се зафркнав. Али тогаш еден мој многу почитуван и постар пријател, тој ми рече да жена е тешко да ја натераш да се занимава со политика, во смисла политичко прашање, значи со политички активизам, но затоа жена која ќе влезе во борбата, таа во себе носи енергија за двајца. И јас така мислам дека така. во секое поле па сме жените поспектакуларни, затоа што мислам дека голем дел од товарот да им го дадеме на мажите, нема да можат да го носат. Ја знаете она анегдота, маж кога ќе добие 39 температура и вика жено давај чебето и спремај ме за. Така да тоа е тоа каде. Чиста вистина. Ама имав јас мажи гости кои што ми рекоа дека тоа што температурата им е висока, во суштина они многу повеќе се замара затоа што се секираат за нас, на кого ќе не остават. И јас така си мислев. Да, и заради тоа уште потешко им паѓа. Не знаат вика на кого домот ќе го оставиме, не дај Значи Боже. има добра смисла за хумор. Дури и тогаш кога се полни. Добро за некои мажи на вистина важи тоа, да. Морам да кажам. така Твојот каков е, Беки? Пошто е доктор, не би требало. Пошто е доктор, да, не е баш така, но сака да го оставиме, нели, кога така има. Да си полежи. Такви моменти, но во секој случај, во мојот случај, на вистина тоа е носител на се дома, што е, нели, поврзано со финансии, така да стварно верувам дека е загрижен, тоа е чиста вистина. Да, значи Така е. дека било вистина, добро. Кога Признавам. Он е кад кон пријатели загрижен, јас многу пати ми се случуваше, а па не можам да замислам кај фамилијата. Он е прекрасен, Твојот стабилен. каков е? Паѓа на бидејќи е многу висок, Да. нели? Толкав маж да падне на 37. Не му е дозволено да падне, не можам да го носам. Значи тоа се јасно поставени граници, нема. Не паѓај. Прво легни, Нема па паѓање. па нека те пати. Не си мажена? Не сум. Немаш време да најдеш или мораш да бираш од која политичка партија ќе бидеш? Па не знам да нема граници, од кај да знам. Замисли. На лево или на десно мора да гледаш. Јас често велам кога ќе ме праша не си мажен и викам не, уште не е реден тој несреќник што треба да ме трпи. Зашто не е среќник? Не, па мислам дека ќе мора навечер да слуша политички емисии, дебати, па онака малце тоа ќе го труе. Не знам искрено,
Мислам дека често кога коментираме со колегите пратеници, Амар на пример, исто Да. и тој ни е сингл. И тој малце не му направи промоција изгледа. Ќе го викнеме во емисија, значи Па да двајца, се еден викне, двајца, да. добро. Колку ве има неженети, немажени левици, сите да дојдете. Ти ви испожениме. Или не знам, може не дојдам на Многу времето. кондори ќе се, на чивли ќе се овери. Нека собирам само. Не знам дали е дозволено да се жените мажите во време на мандат или после мандат, не знам. После ќе си правим. После мандат, посигурно е. Ние тоа често со Амар дискутираме и викаме, и таа граница, дали треба партнерот ти тој да е во политика или да не е во политика. Јас често му викам, цел ден слушам политика и уште дома кога ќе дојдам да слушам политика. Дај нешто да збориме за зајди сонцето, за да кажем. Али и тоа е пак генерално со што и да се занимаваш, сакаш со човекот со кој градиш нешто да имаш некоја точка на спојување. Така, но ова убаво го спомна, поставување граници, Беки сакаше да кажеш нешто да додадеш? Па не. Во однос кога ќе се вратиме дома, нели не би требало да ја носиме работата дома? Значи тоа никако, но ние, еве јас и мојот сопруг сме сосема нели различни професии, да кажам. Јас сум уметник, а тој е доктор, мислам, нема врска никаква, ништо немаме заедничко во професиите, но најверојатно духовно сме многу поврзани, тој сака музика исто, јас нели А се мора бавам да со слуша, музика. што да прави? Тој понекогаш мора да слуша, понекогаш мора да слуша јас што сакам да слуша. Да. Се шалам, но во секој случај љубов да има, тоа е најважно. Така, како е кај Да. тебе си ја носиш Па работата секако- дома? Работата дома, па можам да кажам дека доста често се советувам и ми е важно мислењето. Не дека ми е пресудно, меѓутоа важно ми е кога ете ќе ми се даде како некоја не валидација, туку потврда дека да, сум го реализирала точно тоа што јас сум го посакувала, затоа што јас си ги разговарам проектите дома, мислам нормално. Така, да. И така, да, тоа ми исполнува задоволство. Ми е нормално дека разговарам и за неговата работа и за мојата работа, тоа е дел од секојдневието во семејниот живот, да. Да, добро. Да, и е убаво кога имаме заеднички интереси, како што каже нашата гостинка, мислам дека ќе треба да бараме некој што е пофанатик за политика, за да биде тоа све добро складено. Да. Значи ќе останам немажен. Ќе те омажиме после. ќе најдеме врати такво малце окружение, натеш. да. Ка ми Добро, врати нели? малце натеш, фала. Уште да ни кажеш доаѓа ли во предвид друга политичка опција или не? О, Таму во камера, кажи чисто да знаем. Човек да е. Добро, не инсистирам до крај. Па не, може. Добро. Али да најдеме разумен компромис. Па да не си ја носите работата дома. Апсолутно Битно е да. И да знае за кој да гласа на избор, или тоа не е. Така. Добро, јас кога ја спомнав книгата на Јасна, ова е втората, а првата беше Не пипа интимно, а сега вака, јас ќе ја покажам како изгледа. Значи вака, намерно е ваква книгата, затоа што вели дека жената освен што ќе треба да се облече во облека, освен што треба да се облече шминка, треба да се облече и во книга. Колку мислите Кога ќе дека излезе на денеска? улица. Така е, да, кога ќе излезе на улица. Колку мислите дека денешниве жени знаат да се облечат во книга или колку внимаваат на тоа што имаат во главата, а не само на телото? Деликатна тема. Јас сакав само да кажам објаснување на тој За спектакл од малку пред. спектаколот? Значи, тука Ајде. многу повеќе се позивам на карактерот на жената. Ајде. И тоа е уствари поентата, зошто жена е спектакл сама по себе. Жена раѓа. Жена носи силната мисија во себе. Значи, со самите тие некои моменти, жената е спектакл. И со појавата, значи, карактерот е многу важен во таа реченица и таа реченица е измеѓу осталих реченица, така да тоа сакав само да го кажам. Карактерот е Точно така, важен. јас мислам. Тоа е факт дека жената има далеку многу повеќе енергија носи во себе затоа што носи нов живот Да, нов живот, така е. во светот, така да мажите ако го признаат тоа ќе уживаат во во таа сила и нема да Ние не биде ги тоа како некој подценуваме надпревар. мажите, напротив, така ние. Да, ние тоа ги- треба да си постои во една синергија, Симбиоза, во една хармонија, за да, нели, и ние не сакаме да ги превземаме тие машките улоги во секојдневието. Мислам, лично јас ќе кажам, навистина не сакам да носам премногу машка енергија во мене, иако се Така е. сметам за лидер, но сепак сакам да сум така помирна и подомашна. Така, тоа е
ја погледна и вика што да правам, ја мора машка енергија, така? Да, во суштина тоа е една од границите кои што ние како жени треба да си ја поставиме, значи жена сум, до тука е, значи треба да си ја носам собствената женска енергија. Да, и мислам Што дека правим? треба да уживаме во тоа, као да, во рете, као да бидеме и негувани, и чувани, и галени, затоа што, како што кажа добро, на крај на денот ние носиме нов свет и мислам дека јас неискрено и немам проблем да побарам и помош и од другар и од партнер, затоа што сметам дека на тоа се сведува, да ги пронајдеш оној мал круг великих луѓи кои секогаш ти помагаат заедно да го носиш товарот и апсолутно мислам дека треба мажите да ни дозволат да бидеме малце повеќе жени. Би рекла. Тие би одговориле? Тука ние бираме, така да треба да. Се слагам потполно, али и општо мислам дека ние можеме да дадеме, знаете, во едно сепак уште општество каде што е доминантна машката улога во јавниот простор. Еве, можам да кажам во политиката. Добро е да дадеме малце женска енергија, малце да освежиме. Ами што не се облековме у сукњи ако сакавме женска енергија да дадеме само јасно. Јасно во сукња. Тоа ми го рекле мажите. образот. Нели? Јас мислам дека повеќе од нас зависи за тоа ние докаде ќе дозволиме да бидеме жени. Па, во принцип не можам вака кога зборуваме генерално, многу ми е тешко да ти одговорам на сите прашања. Затоа што пак ќе кажам во зависност за која ситуација зборуваме. Каде треба да бидеме жени, а каде треба да бидеме како мажи. Така да има ситуации во животот кога треба да бидеме како мажи. Така да од нас се бара тоа. Мисионери пребих рекла. Но Преби кажала, затоа што нели атрибутите машки се тие, нели упорност, храброст, витештво и така натаму. Но мислам дека тоа исто така се атрибути кои што прилегаат и на една жена. Во суштина сум поборник за правата на жените кога станува збор нели на работа да земат иста плата како и мажите кои што имаат исто работно место. Тоа сосема се согласувам. Но како што кажа Викторија Лоба, јас сакам да се знае местото на жената. Така. Сакам да се знае што е жена, што е маж, нели? Едноставно во домот, во семејството мора да биде тоа јасно разграничено и во ред. Сакам кога Мики ќе измие садови некогаш, нели, кога ќе ми помогне кога чистам нешто или средувам, но сепак тоа се мои обврски и тоа е моја задача и да има дома сготвено и така да јас сум задолжена за тоа. Да, па тоа е задоволство, не знам, за мене да ја направам атмосферата дома и да го направам ручекот и така сите да седнеме да уживаме во тоа. Тоа е за мене задоволство, мислам, него сметам како некоја. Ама и мажите повеќе не сакаат кога сме женствени. Да, секако. Секако. Па и ние ги сакаме кога се мажествени. Мажествени, така е. А во што е мажественост? Знаете во што е? Мислам, што мислиш за што? Во карактерот. Па не само Апсолутно, тоа, и физичката сила. во карактерот. Едноставно затоа што имаат повеќе сила. Или има карактер, или има мало Јас сум мање карактер, или Многу долго нема го карактер. мислев тоа и сваќате во превземање одговорност. А и Така е, во носење карактерот, на да речам кога се работи па за семејство, тогаш мажот има секако да речам столбот е на куќата, мислам дека тој треба да го носи целото семејство, да. Добро, во бити ние жени сакаме сигурно да се чувствуваме сигурно покрај мажи. Колку и ние да сме јаки жени, колку и да сме биле во бизнеси, да сме, не знам, јурцале сопствени животи, сопствени кариери, ама јас најубаво ми е да се чувствам сигурно покрај мажот. И така да, апсолутно превземање на одговорност, меѓутоа и ние си превзимаме одговорност. Ипак да, секако. Мислим дека сето тоа е така. Еве учи, да знаеш. Ако превзема одговорност, зимај го. Ако има карактер, взимај го. Не треба се ти да преземаш, малце да одморам, нека презема. И секогаш најинтересното е кога мажот ќе презема одговорност, секогаш можеш да му кажеш, а ти реков? Да, поента е многу. Тука треба мудри да бидеме. Кога нешто машки кога ќе ти каже дека нешто машки ќе заврши, не треба да го потсечаш на секој 6 месеци. Тоа е превземање на одговорност, така. Ама тоа е трпението. Тоа е трпението на жената, нели? Апсолутно, да. До каде е границата со трпението? Колку сме трпеливи ние?
Си издиша Беки, добро знам. Јас морам да признам дека вежбам трпение, не воопшто не сум трпелива. А последниот период баш го вежбам тоа некако и мислам дека ми успева доста добро, смирена сум. Некако нештата кои што порано ме иритира, сега веќе не ме иритираат, можеби приоритетите ми се сменила. Не знам, меѓутоа или еве пораснав, меѓутоа трпението ми беше таа една слаба страна. Добро. Сега веќе Љубовта е многу важна за трпението. Доколку има љубов, има трпение. И Добро. мислим дека тоа ми е клучно. Да, секако. Тоа е тоа. Али јас сметам дека ипак љубовта е многу важна за трпение во било што. Во љубовта кон успехот, во љубовта кон спротивниот пол, во љубовта кон детето. Утре еден ден можеби ние ќе сакаме да го видиме на една на еден одреден начин, тој можеби ќе тргне по друг пат, па треба да сме трпеливи да го изнесеме неговиот пат. Значи, љубовта е таа која уствари го движи трпението, односно Така, но не, љубовта не прави трпеливи. Да, пред се го тоа. Љубовта да, но љубовта е и таа која што ми ги поместува границите, од што те сакам, па ти дозволувам се. Да. тоа е нељубов кон себе. Аха, Да, добро. пак е Значи, љубов. прво тргаме од љубовта кон себе си и ако е нормално, прво таа треба да се присутна, сакаме, тоа така веќе е. се нормално дека се транслира и надвор, и кон околината, и кон семејството, и кон сите. Да. Така. Мислам, реално јас не сум ви ребер за тоа. Трпение имам на претек, значи цело Да. време имам трпение за сите дома, најмногу за Маркијан, но во секој случај тоа се учи. Значи баш така, треба време за се, кога сме помали, немаме, нели, кога ќе тргнеме едно мало детенце, нели, кое што само продело, нема трпение за да стигне до нешто да го фати, нели, да го земе во раче, да го види, да го изанализира, но нели кога веќе зрееме и растеме, како што вели Викторија, тогаш едноставно учиме, така, се учиме на трпение. И од друга страна, мислам, работите многу пати се случуваат со некоја причина и понекогаш треба да си најдеме одговор зошто тоа така се случува, за да нели имаме трпение. Значи мора да имаме оправдување за нашето трпение. Значи, а тоа најчесто е љубовта. Затоа што едноставно кога некој сакаш, без разлика што професија било што, тогаш трпението е многу поголемо. И мислам дека така и сите работи во животот се случуваат со причина, така да. Кога сме со границите, на почетокот мојата најава беше во однос на тоа кога жена ќе каже не ќе постави граница, дали тоа е она станува безобразна? И колку често вас ве доживувале како безобразни заради тоа што сте поставиле граница или пак веќе сте ја добиле почитта? Значи, и од кого е многу битно? Да. Добивате почит? Првичната реакција секако е незадоволна. Меѓутоа, понатаму се тек на времето е одлично искуство. Ќе зборам дека сите страни се отпосле задоволни, затоа што мислам многу посрекно живееме ако сме сите Ако ме почитуваат мене. Да, ако ме почитуваат мене. Точно така. Така да препорачувам на сите. Препорачувам, да. Да. Јас обично кога ќе кажам не секогаш објаснувам. Значи зошто е тоа не. И тоа го правам многу смирено со аргументи и тука се завршува едноставно многу лесно ги решавам тие работи. Не сум имала проблем со Тоа е одлично, да имаш кажам. разбирливи луѓе покрај тебе. Меѓутоа, знаеш како кога работиш во јавна многу професија, знаеш Да. дека имаш соработници, не сите се на тоа исто ниво и не сите знаат тоа да го почитуваат. Зборам за сега во овој период во животот. Да, Иначе, тоа е одлично. Иначе кога мислам пеев, кога настапував, нормално дека не значи пак аргументирано не. Не, сакав да кажам дека и покрај тоа што нели беше секс символ и се, немало афера никаква за тебе, значи луѓето знаеле докаде се границите, дури немало ниту такви безобразни прашања кои што некој би ти ги поставил. Точно Сега така. не знам дали е заради тоа што важеше подпишан продуцент Милан и секогаш бил тука, не знам, но и тоа е некаква граница и сакам да кажам дека е многу супер и ти, но и ти си ја држиш таа некоја си своја личност и викаш до тука. Но, и не ти поставуваат убаво ме прашања. подсети. Многу е важно што во мојата кариера јас го имав Мики покрај мене, ние бевме 10 години заедно во врска и тој беше секогаш тука моја поддршка. Не знаеа сите дека Мики е мој дечко.
Само погледнуваш. Но голем дел знае, но нели после се дозна нормално, ама првите 4-5 години тој доаѓаше со мене, нели, но едноставно беше моја заштита и многу ми беше да кажам, безбедно да патувам, пошто јас, нели, се знае како патуваш по дискотеки, се враќаш во 4 бајле, не си сам. Но и кога сум земала обезбедување, кога Мики не можел да дојде, тогаш исто сум знаела да кажам не. Што значи тоа? Обезбедувањето сака да ме вози, јас не дам никој да ме вози. Јас возам. Дури да. Стварно? Да. Дури обезбедувањето кога ќе ми кажеше Буги, имаш еден дечко ете од последниве, и ќе ми рече па како бе ти ќе возиш се, јас сум обезбедување, како ти ќе ме возиш? Не може, јас само Кој е возам. шеф тука? Или ја. Нема, јас си возам и чао. Крај на приказната. Јас сум трпелива, јас не значи. Нема, за возење јас возам. И со штикли. Нормално, нели, мислам. Тоа е тоа, ма знаев како е. Само требаш да ја разбудиме од тука, Ребека, да се тука возење. Значи, Ребека не за джабе си ми била идол. Ете. Се знае точно. Возиш и ти или Да, остава? Јас обожавам да Викторија возам, неколку да. пати во Јас не Собраке. сакам никој да ме вози, освен маж ми. Да, И, исто. така да, тоа ми е, не знам, си уживам во воžња, не знам, така ме релаксира убаво. Да, исто јас уживам и така се чувствам поубаво. Да. Кога јас си возам и после Мислам настап. дека тука е нешто и поврзано со контролата, што сакам многу да ги контролирам процесите. Тоа што го кажа Ребека, дека она препушта на тимот сам да си го сработи тоа, зашто е професионален тим. Јас многу сакам да се инфилтрирам во се и да имам контрола врз се. Мислам да требаше нешто друго да работам, надзорнички менеджмент ќе работам, сигурно. Добро, ама тоа е микроменаџирање па од друга страна. Како? Нели? Тоа е микроменаџирање што ти го правиш. менаџирање, меѓутоа може би за нив им е и дури и полесно, еве добивам коментари дека е полесно кога нели ќе исконтролирам, точно ќе кажам што нели сакам. Меѓутоа тоа е истоштувачки за мене. Да, не напорно. можеш се да контролираш. Тука влагам повторно во таа машка енергија која што не ја сакам. Значи сакам да бидам во слобода. Така. Али добре, се учи по полека и затоа сум среќна што доста долги години имам многу одлични соработници кои што ми се семејство веќе. Каде што навистина не треба многу да зборувам, веќе толку долго добро ме знаат и се тоа многу лесно некако ни се случува од снимање видео, од фотосесии. Дека имаш почит од сите нив, пред се Секако, почита. па види, јас пред се нив ги почитувам. Јас сум се поставила да така, они ми се приоритет. Секако дека ние настапуваме и за фирми, за корпорации, така натаму, меѓутоа секогаш мене ми е важно бендот да биде добро истратиран, да бидат сите луѓе среќни, задоволни, никој да не остане гладен. Јас сум тоа. По тоа позната, сите ги прашам да не сака некој храна, нешто, водичка. Да, еве како сте гладни, за земете време си. на настапот сите да си имат Особовски. водичка до нив, да не се дехидрирани и они исто така ме чуваат, мислам. Така. Доста ситуации се случиле каде што они се покажале дека ептен се заштитнички настроени према мене и морам да признам дека сум во одлично обкружување. Браво. Нека биде така и нека продолжи да биде така. Како е кај вас, вие почита си ја заслужили почита? Мислиш ли дека ја имаш почита од Иначе колегите не би во собранието? Не прашувам од твоите. Апсолутно не. Мислам не генерално, само мислам дека кај нас политичката култура е на ужасно ниско ниво. Добро. Така да од тој аспект, али мислам во однос на тоа поставување граници, каде да се каже не, мислам се слагам и како што кажа Лоба дека треба да се каже не за оние работи во кои правиме можда некој компромис со нашата личност. Во смисла, јас сум генерално прилагодлива личност, не ми е проблем, значи да се прилагодам и на другите, ама мислам дека и кругот на луѓе на крајот на денот што си го граниш околу себе имаат разбирање за твоите граници, али сметам дека за покрупни работи, мислам дека за некои работи што ја градат твојата личност, за некои твои визии, идеи, треба човек да рече не, тука верувам јас во тоа. Јас сум малци и тоа и со глата во зид, не секогаш примам. Као онака ќе ме убедува тоа не е добро, али јас верувам во дека не се тоа, удриш подобро во јас зидот? да сгрешам, али јас сама да сум крива, него ли ради некој друго убедување да после 10 години да
ми биде као можда требаше така да направам. Сега Така ќе те вратам само на тоа кога ми рече дека нема почит, значи од колегите во собранието, без разлика, нели, можеби не лично кон тебе, неко како кон жените. Треба жената да се докаже или тоа е изграден карактер кој што го почитуваа, затоа што знаете како велат, никогаш кога ќе влезе некој во соба едноставно знаеш кој е. Дали така се раѓа, значи со поставени граници или не знам, или треба да направиш нешто па да го докажеш? За жените во... Па и за тебе е лично, како мислиш? Па, јас сметам дека со голем труд и со, не знам, со поставување некои можеби нови принципи, нови начини на делување се стекнува тоа. Ама тоа не мислам дека е само за жената, затоа малку се збунав, тоа генерално, значи за човек кој верува во нешто, во она во кој има замислено да се бори, значи почита се стекнува низ своите акции, низ своите делувања. Не сметам дека тоа е само нешто природно во нас што доаѓа. Мислам, јас те разбирам од тој аспект, дека има луѓе што носат одредена енергија. Јас тоа можеби тоа преска која се спомна дали жената да е начитана или како изгледа. Јас мислам дека има и нешто и метафизичко би рекла, значи има и енергија покрај некои луѓе. Можеби достоинството што го носи жената. Да. Достоинството и воспитувањето, домашното воспитување. Мислам дека тоа е многу важно. Јас така на децата им викам, земете жена добро воспитана. Тоа е најважно. Да. Се друго може после да се најде компромис. Од фамилија, па не за џабе порано барале да видат кој ти е мајка, кој ти е татко, да се знае, значи од кој, значи први мајка и татко кој ти се, чека да ти кажем. Цело време се враќам кај неј. Да. Кој се мајка, татко, ти си решила да ме мажеш, гледам ја. Да нема некој што ти има сгрешено во животот, како сакаш да ме правиш. Зашто? Не. Значи само добар човек за тебе. Не. Да, аеродром нешто така, јас до тој да се движам од аеродром. Да. Па не баш од аеродром. Од друго место, ама. На Снежите си позната по тоа дека треба кондори да ти купуваат доста често, така? Да, имаме ние. Па нема проблем. Така да нема проблем. Но мислам дека сега не знам дали е така, дека жената која што е мажена некако повеќе ја почитуваат, не знам дали е така, не знам, или даваат некако од прилика знаат докаде може со неа, затоа што нели омажена е, па има. Мислам, таа тема сум ја обработувала и со други гостинки, па едноставно знам дека од прилика така некако. Имаше врска тоа, Ребека, кај тебе? Фака се ме стаја умисла да ти кажам. Да видиш, или кога има партнер, не знам, некако посериозно ја доживуваат, отколку кога е сам. Не мора да значи, зависи со кој си имаш работа, мислам. Со кој партнер си имаш работа? Супер, не мора ни да кажеш. Затоа што нели пак доаѓаме до воспитувањето. Така. Значи во секој случај да, треба да се има респект, нели, ако некоја жена си е мажена. Да се знае. И секако мислам дека поинаков ќе биде стартот на разговорот и текот на муабетите, но сум имала случаи во животот кога и мажена сум била. Да. И нема тука граници. Не, нема граници. Или да речеме кога знаел некој дека веќе имам и дечко долги години, нели, така да имало секакви, нели. Ги настапувал или? Јас сум си ги решавала работите, но кажуваш. Мудра жена. Да, сум му кажувала, да, но отпосле дека нели ете така се случило и тоа. Све окей, ама. Да, но се истели од градот. Но во секој случај кога си сопруг, дечко на позната, да кажам, јавна пејачка, треба и да се носиш со тоа, се нормално. Тогаш од старт знаеш дека ти мораш со тоа да се носиш и тука сум имала, значи, дечко и пред да бидам, нели, со Милан, но не можеле сите да се носат со тоа. Не. На многу им пречело, нели? Да речеме. Добро, тука ипак зависи до нас, како ние ќе се поставиме. Имало и услов дека ако продолжам да пеам, апсолутно, да, дека не може да пеам, дека ако сакам да бидам со таа особа, да си жив и здрав. Да, треба да си ја сменам професијата. Манипулација, точно, да видиш. И така натаму, но нели кој што те сака, ќе те сака таков каков што си. Нормално. И тоа треба да се прифати. Кога некој ќе се залюби во тебе ваква каква што си, зошто би сакал понатаму да те смени? Да, мислам, верувам дека сите сме имале некои такви, нели. Добро, тоа е нормално. Искуства кога некој сака, нели, да те смени. Ете, и тука е границата, не може таа сум. Да ти забрани идниот дечко тебе да не се бавиш више со политика. Кажи што ќе му кажеш, Јована.
Не, Кажи му, кажа ви каква манџа правам, ќе ти се не. слуши. Подобро со политика. Не, јас обожавам и да готвам, Браво. да чистам, пошто психички ме одмара. Ако чека да збориш, друго што знаеш да правиш, кажи ми. Значи сите тука сакаме да го гледа гледа. и кажи ми. Јас давам идеја за да се извади. Да, сигурно ми отвори Значи добро готвиш, добро месам, правиш. да. Месиш? Браво. Не. Мислам, тоа психички ме одмара. Ме одмара, јас си ги сакам тие работи, затоа што онака, напорно цел ден и не, ова ми вика една другарка, бе, као, ајде, викни си чистачка. Да, и кажам нешто, генералка, правев, така. Јас викам да викнам чистачка, па таа мене раатот да ми го земе после, нема шанса. Да одам по чистачка, тоа е бе, моја после. работа. Тоа е моја работа. Така да тие се тие мои издивни вентили, але да ми речат, не знам, јас сум тврдоглава и добро кажа, значи ако некој е со мене, најверојатно таа личност што сум сега, јас сигурно јас нема да сум човек се Тоа е наградува вистинска љубов, и да те сака баш таква каква да, што си. за ситници секојаш има простор, као, окей, го сакаш кафето со повеќе шеќер, со помалце шеќер или ја загорив манџата малце. Следниот пат сол ќе му ставиш да видиш како ќе се. Ама пак сме малце склони да ги направиме по нашиот терк и да ги сфилуваме како што нели и ние си се менуваме поради љубовта и ние си се ја очекуваме пак и тие да се сменат. Малце, значи пак и тука поради љубовта сметам дека и тоа се многу нормални работи. Да, јас имам карактер, имам личност, ама ќе се сменам во одредени работи каде што е нормално дека нема да го навредам него и така натака. Или воопшто околината или пријател. Да. Така да, а и да не бидеме скромни сега многу и ние сакаме да се сменат тие во одредени работи. Сакаме, ама кои што на прашањето ми нас беше може ли после ни одредена пријат. возраст Да. да се промени човек? Мислам дека не, тоа е формиран карактер. Може. И на 50 и на 60 Може и на да се 70. Може избор ако човекот сака да се промени, Јас мислам дека не може. Ако Мајка ми не- така вика, татко ми има 75 години, вика не може вика ова да се смени 75 години. Може, толку. мислим дека тоа е апсолутно до свеста на човекот, до карактерот, до да, баш до висина на свеста на човекот, да, колку го апсолутно. вреднува односот. На Така, крајот со и тебе, на така крајот да. на криштата пак доаѓаме до тоа колку човекот е слободен и колку може да има слободна волја да ги смени нештата или да останат такви. Значи има и такви ситуации, нели? Кога ти мораш да бидеш таков каков што треба да бидеш во тој момент, мораш да го тераш тоа, едноставно. Немаш секогаш избор. Да, оние пароли, нели, како мислиш, јас можам, јас сакам, тоа се држи. Но тоа е парола која што треба да те движи во животот, без разлика во каква состојба се наоѓаш и да се адаптираш на се што ќе ти даде животот. Едноставно, тоа е уствари човек. Ние сме создадени да се адаптираме. Тоа е еволутивно е така и така треба да биде. Едноставно, професијата е само дел од нас, но ние како луѓе дали ќе останеме цврсти, дали ќе останеме доследни во многу работи кои што ќе не затекнат во животот, зависи само од нас и од тоа пак доаѓаме до воспитување, до тоа какво детство сме имале, колку сме вложиле во себе претходно, колку сме научиле од сето тоа претходно што ни се случило. Така да, за да се носиме со се во животот, затоа што животот знае да биде, нели, доста суров. Да. Знае. Ќе се вратам кај тебе на месењето, значи само да ти кажам една идеја. Со месењето, кога месиш, обично треба да мислиш на оној политичкиот опонент, значи на така. Знаеш зашто? Затоа што нервозата и кога се нервираш и кога го месиш тестото, поубаво изгледа, треба силно да знаеш? го Е така. За другите тоа имам слушано дека треба да мислат на свекрвите, значи кога месиш и некако поубаво е тестото. Ти ако мислиш на мајката или мислиш на твоите колеги, се нешто мазно, фино. Зависи кој треба погачата да ја јаде. После кој со таа лоша енергија која ја направам А погачата. на кого мислиш ти кога месиш? Сега. Ама јас баш на Многу си ја сакам мајка. А јас имам свекрва која што е извонредна личност. Мене ми е толку дивно со неа. Значи, Мислам не, дека е Да. Јас морам да прашам дали е поважно да ти се погоди мажот или свекрвата. Јас веќе почнувам да мислам поважно свекрва.
Види како секако се може интересно да не живееш. све крвата. Многу битно е. Битни се и двајцата да ти се погодат. Ама најбитно е ти да им се погодиш. Па да, генерално. Ако ти им се погодиш, они ќе те бидат Сите погодени. души све крви ме сакаат. Нескромно ќе звучам. Добро, ние ќе треба да одиме на реклама, но само едно интригантно прашање на почетокот ќе поставам пред рекламите, значи вака, исто е од кај јасно. Вика вака, жената својата моќ ја има и кога ќе го закопча копчето и кога ќе го откопча копчето. Сега, која моќ е поголема, размислувајте на тоа, а ние одиме на реклама. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме, подраскопчани или подзакопчани, тоа да видиме. Значи, кога е помоќна жената? Кога е закопчена до грло или кога ќе подоткопча едно копченце вака? Понекогаш знаеме, нели, и да манипулираме со нашите копченца. Чутиме? Не, јас можам да кажам, намерата на бидејќи, жената. јас, тоа ми беше инспирација за песната. Универзумот на едното дугме, не знам Така, дали добро да, сум да, го кажала, да. бидејќи кога пишувам на српски. Значи, идејата беше кога Можеш и на српски да ја кажеш песната, убаво звучи. Да, универзум едnog дугмета. Да, не умем да се цитирам, меѓутоа музата на песната беше жената кога и незината нежност, незините облини и така натака и уствари колку имагинација може да постои само во тоа едно дугме. Така. Кога одиме на пословен состанок, ние се закопчуваме. Кога одиме кај нашиот љубен, ќе го откопчаме дугмето, вака, и ние си одиме кај нашиот љубен. И уствари колку тоа едно дугме може да е цел еден универзум. Добро. Така, Каде тоа одиме закопчани, беше каде идеја. одиме подоткопчани? Лоба? Па, не знам, нели си е соодветно на намерата на жената Да, и така како сака таа да се представи во тој даден момент. Меѓутоа, жената секогаш кога е своја најсилна и е најмоќна, без разлика на копчињата. Кога знае да го раководи вниманието, воопшто со својата енергетика, а не со облеката, така би кажала. Меѓутоа, јас мислам дека жени кои што се поскромно облечени, мене ми се по, да кажам, секси, затоа што има некоја тајна тука. Која што Мистериозност. Па еве да кажеме мистериозност, да. Кога се Мислам поелегантно облечени, да. Па да. Затоа што тинка е границата од да стане Кичот безвкусно. до елегантноста, да, Мгм. апсолутно. Добро. Како е во политиката? Значи, како треба да оди жената облечена? Троа да манипулира малце со копчинцето, второто да биде откопчено или закопчај до грло па нека мисли он што сака. Не, јас мислам дека не е копчето тоа што манипулира, затоа што мислам дека има жени што и за копчани може да изнудат тоа што сакат, али не, мислам генерално се слагам, некојаш има нешто убаво во мистериозноста, зависи каде, во која прилика, па и да им дозволиш малце да маштаат. Нека Не машта. мора секој се да се А има- открие. Зависи во која ситуација пак. Така е. Значи пак, ако е сцената бара Така. поинаков Да. стил, нели? Се е тука различно, но кога одиме на состанок, тогаш се знае како треба да отидеме Значи, пак жената облечени. е спектакл. Спектакл на крај се вратиме на Закопчена, почетокот. откопчена, Да, добро, на соблечена, сцена облечена. мажот не може нешто многу да прави спектакл како Он жена. може со брада, да без речеме, брада. нели? А спектаклот го прави жената на сцена, Така е, секако така е. повеќе од мажите. Но во секој случај дрес-кодот е многу важен. А што сакаме да предизвикаме и со кого разговараме, исто зависи. Ако одам со некој кој што нели треба некој сериозен разговор да направам, нормално дека ќе одам нели деловно За да не го облечена, одвлекуваш вниманието, да не го точно. одвлекувам Да, вниманието. Да, ја тоа имам сакам да реченица. кажам. Жена Да. во пословниот свет, убава жена, секогаш мора два пати да каже. Да, Првиот тогаш- пат ја гледаат, Ето вториот така. пат ќе Тоа слуша. сега сакам да кажам. Ребека и за копчана ќе го одвлече вниманието, сакам да кажам. Не, да, добро. Два пати да повторуваш и ова наговорница. Добар ден, почитувани, добар ден. После сме немале трпение. Нели? Да, Све по два пати да токму тоа повторуваш. сега сакам да го кажам дека многу тешко те сваќаат сериозно. Така е. Значи кога нешто не е како Ама што тоа е треба се или веќе ако предрасуди, тоа, одвлекуваш да. внимание па те гледа, не те слуша, ти го приметуваш
тоа, дека не те слуша, дека уствари само те гледа. И дека Значи вечерас само ќе не гледат. Уште еднаш да ја пуштите репризата на слушната. голем проблем. емисија, Да, да не мене би било слушна. голем проблем да зборам, а да не ме гледат. Него слушај ме што ти зборам, човече, не ме гледа. Да. Никад Ама нема не, да и тоа е заборавим, проблем, нели? Тоа се случуваше во Белград, беше многу интересно. И сега девојчево, младо беше, тогаш јас бев студент, мислим. И не знам, вежбавме негде заедно и она така нискичка беше, ама јадна стварно големи гради имаше, ама невкусно. У тоа време виче јас не знам како да спијам, не знам природни, многу и виче секогаш кога ќе одам, каде и да одам, овде ме гледај. Така се понашала секогаш. Па да. Така да. Сакаш не икеш, таму па ја погледат, тоа е тоа. И тоа е тоа, ставаш граница. Ама тоа е ставаш- секогаш, тоа е изазов со кој што сите од нас мораме со нешто да се изнесеме. Така да може би не е лесно, но сигурно и она го добила тоа како нешто убаво. Така нели? И да Апсолутно. знае како да го носи. И треба Мене да не ми знае дале и така, мене сите знаат дека имам плави очи. Да, таман да кажем, ама чекај тебе, Сите тен имаме те свој гледат доблес. овде. Фала. Давам подароци, ќе почнам прво со виното, значи овој пат имаме темјаника од Захарчев. Значи викаа дека во виното е вистината. Така да, многу вистини кажавме вечерва, повели, ги имате сите подароците, значи за да оди со винцето, тука ги имаме Ја баш Осоговски ја пијам млечни темјаник. производи, да, а Осоговски млечни производи, 35 години се на македонскиот пазар, ги пробавте овде, значи Одлично мирисаат. Да, јас и пробав едно, да. Да. Значи еви за Да. дома да си јадете, сиренце кашкавалче, нека ти е на здравје. Мислам, си ги купувам јас осоговските производи. Имаме тука органски производи, значи алченеро, има и безглутенски, затоа што нели се случуваат во периодов да има потреба и од безглутенски производи, овде ги остава. Средства за чистење, значи Приматекс, односно Профигиена ги имате онлайн, можете да ги најдете, така да за тебе најмногу, пошто рече дека ова ти е терапија. Да. Чистење по дома. Ќе дојдеш, него како. Тука ги имаме Флорадикс, значи Флорадикс имаме витамини и минерали, а посебно во овој период кога е пролетниот, недостатокот на железо кај жените, ние така сме подложни на тоа, пак имате еден препарат, значи за железо, за да бидете одморени, да бидете полни со енергија. Mint Fintech групацијата има својата Mint апликација, можете да ја отворите, да го изиграте тркалото на среќата и да добиете вредни награди. Дами, ви благодарам многу. Јас се надевам дека ги испочитува вашите граници, не поставува прашања кои што се непримерни. Така. Верувам дека ги почитувавме границите на нашите гледачи, оние кои што не разбрале и не слушнале, нека не гледаат пак уште еднаш, а верувам дека бевме доволно мотивирачки за да некој од луѓето кои што не научиле да поставуваат граници, да ги постават и она што ќе го добијат, прво е мирот во душата, а потоа се, но најважно е мирот. Така? И мислам дека бевме спектакуларни. Се гледаме следната недела, ве поздравувам.